Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во Е-училница на час по македонски јазик за правооделение. Јас сум наставничката Марина Станиславова од Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино. Наставна содржина за овој час. Обработка на приказна Волкот и седумте јариња. Што ќе научиш? Да умееш активно да слушаш, разбираш и доживуваш содржина и порака на приказна. Да се изразуваш со целосни реченици. Да одговараш на прашања поврзани со текстот и нормално да ги сакаш приказните. Најпрво ќе имаме една активност кој сум јас. Ќе треба да погодиме животни. Може да имам сиво или кафеаво крзно. Можете да ме сретнете во шумата како завивам сам или во глутница. Предатор сум. Се хранам со други животни. Најчесто навечер ловам со план. Ајде сега размислете, ако ви е потребно време, можете и да го стопирате видеото. И погодете, кој е ова животно со овој опис? Така е, ова е волкот. Еве овде имаме неколку слики. Волкот може да има кафеаво, може да има сиво крзно, може да се движи сам, но може да се движи и во глутница. Така. Тој се храни со други животни. Продолжуваме понатаму. Кој сум јас? Имам бело крзно и малечки рогови. Јас сум домашно животно. Мојата мајка се вика коза, а мојот татко јарец. Се хранам со растенија. Од мене добивате млеко и сирење. Ајде да погодуваме, според овој опис, за кое животно станува збор? Така е, за домашното животно јаре. Еве овде гледаме повеќе слики. На некој од нив гледаме коза и татко јарец. Така е. Исто како и волкот, и јаренцето може да има различна боја на крзненцето. Може да има кафеава, сивкаста, бела, шарена, црна и така натаму. Зошто на овој час ги опишавме токму овие два лика? Волкот и јарето. Затоа што на овој час ќе ја обработуваме приказната Волкот и седумте јариња. А ваша задача ќе биде внимателно да ме слушате. Волкот и седум јариња. Некогаш одамна се живеела една коза со своите седум јариња. Еден ден таа морала да излезе од дома, па им рекла на своите дечиња: Драги деца, ќе излезам надвор да донесам храна. Немојте никого да пуштате внатре, бидејќи ако влезе волкот, сите ќе ве изеде. Волкот ќе го препознаете по неговиот груб глас и црните нозе. На тоа дечињата одговориле: Драга мајко, ветуваме дека нема никому да му ја отвориме вратата. Не грижи се. Волкот го наблюдувал сето ова од зад една грамушка. Наскоро дошол до малата куќа на козата, чукнал на вратата и викнал: Драги деца, јас сум вашата мајка, пуштете ме да влезам. Но децата одговориле: Нашата мајка нема таков груб глас. Ти си волк, нема да ти ја отвориме вратата. Тогаш волкот отишол да купи малку креда. Ја изел за да му омекне гласот и се вратил во куќарката.
Драги деца, ве молам пуштете ја вашата мајка внатре, рекол волкот со мек глас. Но најстарото јаре ги забележало стапалата на волкот под вратата и рекло: нашата мајка нема црни стапала. Ти си волк, нема да ти ја отвориме вратата. Сега волкот отишол да купи брашно и со него ги избелил своите стапала. Потоа отишол назад во куќарката, чукнал на вратата и извикал: драги деца, мајка ви е пред вратата, пуштете ме внатре. Покажи ни ги стапалата, рекле јарињата. Волкот се доближил и им ги покажал. О, па тоа е нашата мајка, нашата вистинска мајка, рекле јарињата и ја отвориле вратата. Груф, се втурнал волкот. Помош, помош, викале јарињата. 7 јариња панично се растрчале низ куќата, обидувајќи се да се скријат од волкот. Едно се скрило под масата, друго под креветот, трето во печката, четврто во кујната, петто во кошницата за алишта, шесто во креденецот, а 7 во часовникот. Волкот ги нашол сите јариња и ги проголтал, освен најмалото, кое било скриено во часовникот. Тогаш волкот рекол: ми мириса на јадење, и почнал да нушка околу часовникот. Најмалото јаре треперело од страв, но тогаш часовникот почнал да отчукува. 1, 2, 3. Време е за дремнување, а и секако сум сит, рекол волкот и излегол од куќата. Малку подоцна, мајката коза се вратила дома и што ке види? Вратата била ширум отворена, масата и столовите превртени, теглите искршени, а чаршафите и перниците извлечени од креветот. Таа ги барала јарињата, но не можела да ги најде. Леле, што ке правам? Плачела таа. Мајката коза ги викала по име јарињата. Едно по едно, но немало одговор, се додека не го изговорила името на најмалото јаре. И тогаш слушнала еден тивок глас. Еве сум, мила мамо. Јарето излетало од часовникот право во рацете на мајка си. Толку се уплашив, рекло најмалото јаре и раскажало се што се случило на мајка си. Мајката коза и најмалото јаре тргнале да го бараат волкот. Набрзо го нашле кај што спие на една ливада. Дошле поблиску до него, можеле да видат дека внатре во неговиот стомак нешто се движело. Ох, моите деца се живи, си помислиле мајката коза и му рекла на најмалото јаре да донесе ножици, игла и конец. Мајката коза со ножиците му го распарала дебелиот стомак на волкот и од него почнале да излегуваат. 1, 2, 3, 4, 5, 6 јариња, сите здрави и живи. Волкот толку брзал, што ги проголтувал цели без да ги повреди. Колку биле среќни јарињата што можеле да си ја гушнат мајката после тој ужас. Извини, мамо, не требаше да ја отклучиме вратата, велеле јарињата едно по едно. Мајката коза рекла: мораме да го научиме волкот една лекција. Додека се уште спие, донесете полно камења. 7 јариња собрале многу камења, а козата ги ставила сите во стомакот на волкот. Потоа му ги сошила и стомакот со иглата и конецот. Кога завршила со шиењето, заедно со своите јариња се скриле зад едно дрво и наблюдувале што ќе се случи. Кога волкот се разбудил, бил многу жеден. Станал и се обидел да отиде до езерцето,
но се чувствувал многу тежок. Што ли се случува со мојот стомак? Дали изедов премногу? Се изборувал во себе волкот. Дошол некако до езерцето, се наведнал да се напие вода и тешките камења го повлекле надолу во водата. Помош, помош, викал тој на сиот глас, а потоа и потонал. Волкот е мртов, волкот е мртов, пееле 7 јариња и играле од среќа на ливадата. Нашата мила мајка е попаметна од волкот. Од сега натаму никогаш нема да прекршиме ветување, велеле јарињата. После овој настан, козата и јарињата за секогаш среќно си живееле. Оваа убава приказна е напишана од браќата Грим. Драги ученици, дали ви се допадна приказната за волкот и 7 јариња? Па така е, знам дека ви се допадна. Ова е многу убава и поучна приказна. Ајде да размислиме. Што се раскажува во оваа приказна? Што се случило во приказната? Така е, но ние ќе одговориме преку една активност која што се нарекува Погоди го точниот одговор. Јас ќе ви поставувам прашања и ќе ви дадам 3 понудени одговори. Вие ќе треба да погодите кој е точниот одговор. Точниот одговор ќе го одбележам со жолта звездичка, каде што ќе имате потреба сопрете го видеото. Кои се ликови во приказната? 3 јариња и волкот, под А, под Б, волкот и 7 јариња, или пак под В, волкот, 7 јариња и мајката коза. Размислете. Доколку одговоривте под В, волкот, 7 јариња и мајката коза, вашиот одговор е точен. Што им рекла мајката коза на своите јариња? Да, мајката коза на своите јариња им рекла никого да не пуштаат внатре во куќата. Под Б, мајката коза им рекла на своите јариња да исчистат во куќата и под В, мајката коза им рекла на своите јариња да излезат надвор и да си поиграат. Кој е точниот одговор? Ако одговоривте под А, тогаш вие сте одговориле точно. Мајката коза на своите јариња им рекла никого да не пуштаат натре во куќата. Што и ветиле јарињата на својата мајка? Да, јарињата на својата мајка и ветиле дека ќе исчистат се во куќата. Јарињата на својата мајка и ветиле дека никому нема да му ја отворат вратата. Под В, јарињата на својата мајка и ветиле дека ќе ја изедат целата чинија. Ајде размислете, кој е точниот одговор, под А, под Б или под В? Така е, јарињата на својата мајка и ветиле дека никому нема да му ја отворат вратата. Четвртото прашање. Со што ги избелил стапалата волкот, за да го пуштат внатре јарињата? Да, за да го пуштат јарињата внатре, волкот ги избелил своите стапала со брашно. Под Б, за да го пуштат јарињата внатре, волкот ги избелил своите стапала со бела боја. Под В, за да го пуштат јарињата внатре, волкот ги избелил своите стапала со шеќер. Кој е точниот одговор? Погодувате? Така е, под А. За да го пуштат јарињата внатре, волкот ги избелил своите стапала со брашно. Што направил волкот кога јарињата му ја отвориле вратата? Да, кога јарињата му ја отвориле вратата, волкот ги изел сите 7 јариња. Под Б, кога јарињата му ја отвориле вратата,
волкот ги изел 6 јариња, а најмалото се сокрило во часовникот. 2. Кога јарињата му ја отвориле вратата, волкот си разговарал со јарињата. Кој е точниот одговор? Погодивте? Така е, под Б. Кога јарињата му ја отвориле вратата, волкот ги изел 6 јариња, а најмалото се сокрило во часовникот. Шестото прашање. Кое јаре и раскажало се на мајката коза? Под А. На мајката коза и раскажало се најмалото јаре. Под Б. На мајката коза и раскажало се најголемото јаре. Или под В. На мајката коза и раскажало се најубавото јаре. Кој од овие три е точен одговор? Доколку одговоривте под А, вашиот одговор е точен. На мајката коза и раскажало се најмалото јаре. Седмото прашање. Од каде ги извадила мајката коза своите јариња? Под А. Мајката коза своите јариња ги извадила од калта. Под Б. Мајката коза своите јариња ги извадила од стомакот на волкот. Или под В. Мајката коза своите јариња ги извадила од реката. Кој е точниот одговор? Погодивте? Така е. Под Б. Мајката коза своите јариња ги извадила од стомакот на волкот. Осмо прашање. Зошто потонал волкот во езерцето? Под А. Волкот потонал во езерцето затоа што не знал да плива. Под Б. Волкот потонал во езерцето затоа што се слизнал. Или пак под В. Волкот потонал во езерцето затоа што мајката коза и 7 јариња му го наполниле стомакот со камења. Дали погодувате кој е точниот одговор? Така е. Под В. Волкот потонал во езерцето затоа што мајката коза и 7 јариња му го наполниле стомакот со камења. И деветото прашање. Што и рекле среќните јариња на својата мајка? Под А. Среќните јариња на својата мајка и рекле дека пак ќе го прекршат ветувањето. Под Б. Среќните јариња на својата мајка и рекле дека никогаш повеќе нема да го прекршат ветувањето. Или пак под В. Среќните јариња на својата мајка и рекле дека ќе си играат со своите другарчи. Ајде, дали размисливте кој е точниот одговор? Доколку кажавте под Б, тоа е точен одговор. Среќните јариња на својата мајка и рекле дека никогаш повеќе нема да го прекршат ветувањето. Доколку ги погодивте сите одговори и ги одговоривте со целосна и јасна реченица, од мене имате едно големо браво. Ајде да видиме сега на што не поучува оваа приказна. Која е поуката и кои совети ги имаме од оваа приказна? Секогаш да бидете внимателни, зашто опасноста демне насекаде, дури и кога најмалку очекувате. Ветувањата секогаш да ги исполнувате. Да ги слушате советите од родителите. Овие поуки, овие совети од приказната, убаво е да ги практикувате секојдневно. Задача за дома што треба да направите. Раскажете си ја приказната дома со помош на вашите родители. Советите од оваа приказна не ги заборавајте и секогаш практикувајте ги во вашите секојдневни ситуации. Илустрирајте, нацртајте го на интересниот дел од приказната. Ви благодарам за вниманието.